Добра вечер, вие слушате Радио Канал 103, емисијата Данс е Макабре, 430-то издание. Мојата вечерашна гостинка во незините филмови неретко допира до хуманата димензија на ликовите, ги посочува и утврдува проблемите кои ги создаваат луѓето со својата небрежност, од кои и самите патат, потфрлајќи како човештво кое треба да има засилена емпатија и развиена екосвест. Режисерката со незиното будно око умее да ги улови најсилните и најкревките квалитети на незините субјекти во филмовите, развивајќи диалог со гледачот за исправноста не само на одлуките на ликовите, туку и запрашувајќи се себе си за издржаноста на собствените одлуки. Вечерва ми припаѓа честа и задоволството со мене во студиото да биде авторката на македонскиот филм, кој од минатогодишниот Санденс до ден денес бира награди ширум светот, успевајќи да добие 2 номинации за Оскар. Добре дојде, режисерката Тамара Котеска. Фала на покана. На почетокот на емисијата сакам да те прашам, ова и поминуваат сите режисери и режисерки низ ова, така што неизбежни се овие серија на прашања, заради тоа што се врзуваат на твоите искуства во поглед на филмската уметност. Мене ме интересира како за прв пат се соочи со филмската уметност, преку киносалите, преку малиот екран, како беше изложено на филм? Во кино, да. Така? Прв филм што го гледав во кино беше Lion King, Кралот лав. Добро. И гледајќи, значи да, тој остае огромен впечаток, дефинитивно. Добре. И сега гледајќи го после толку години, после 20 на години, гледајќи преработка, иако не ја поддржувам преработката на Дизни, затоа што тоа е ремек деложе не сме да се преработува. Точно. Се уште можам да тврдам дека тоа е едно од најгениалните сценарија кои што се напишани во секоја смисла, значи целата креативност во тоа и целата порака која што ја носи. И тоа ме не знам така еден што Така тоа ти памтам беше. како највпечатливо нешто од детството. Супер. А кажи ми, видеотеките, DVD-теките имале некаков удел во твојот живот? Ја имаш Да, патна на таа дефинитивно. генерација? Добро. Да. Супер, си имала можност на тој начин да избираш нешто или од понуденото си бирала што можело да биде на располагање? Па сега добро во тоа време на пример јас живеев во Ново Лисиче. Така. Тоа пред некое време, значи цел живот, цело детство ми е таму поминато. Така. И некако се погоди да баш таа моја генерација имаше некоја чудна наклоност кон филм, а тоа беа исто така луѓе кои што немаа врска со филм, фамилиарно или било како. И ни беше многу интересно не само да дискутираме за филмови, туку едноставно и едни со други да си правиме, да си снимаме низ населба, Супер. да во школава кај што учевме Лазо Ангеловски, Така. значи имаше драмска секција многу развијана, така. Значи снимаше со што можеш да дојдеш од технологија. Да, имаше така многу љубители на аудиовизуелни уметности. Супер. И доста од тие, доста, као процентуално, кога ќе видиш колку мал број од кај нас се наклонува на тоа понатака во животот, може да кажам дека голем број од тие луѓе, да, останаа доследни на уметноста на некој начин, значи дали Супер. режија, глума, друг тип на уметност. Имаше многу DVD-теки дефинитивно и мислам дека повеќе време губевме разгледувајќи ги филмовите. Така. Што денес се случува и на стриминг сервисите да видиш. Да, баш као се што може да видиш што има, додека Така. не избереш. А те излажал некогаш некој омот, некоја премиса или синопсис или кастинг можеби за да погледнеш некој филм, а не си го добила тоа е искуство што било ветување, не знам некој дали Многу, режисер, да. дали некој актер онака што си сакал да го погледнеш и кога си го погледнала филмот било као па овај не е нешто што омотот го ветува. Па еве пример еден, на пример тоа што сега се сеќавам дека имав еден период кај што премногу гледав хорори. Океј, добро, супер. Премногу. Добро. Ништо лошо Значи во тоа. на некои 10-11 години и веќе ги надмина. И веќе немаше хорор кој што можев да го најдам што не леќе ми биде страшен. Добро. Да, и на крај после многу време гледав еден, немам ни појма како се викаше, некој хорор со скијачи заглавени на жичара. Frozen си го гледал. Да, и тоа е единствениот хорор што ми исплашил најверојатно затоа што скијам. Океј. И да, тоа беше кај птен, така. Мислам дека До ден денес филм држи вода Frozen на Адам Грин. Многу е зезна тој филм. Посебно да снимаш тоа со болците. Тоа е луда.
Да, и инаку, па еден филм еве што можам да кажам дека многу сум го сменила мислењето во текот на годините, бил Departed, кој што сум го гледала на многу погрешна возраст. И не сум го сватила тотално, значи тоа ми било како некакво разочарување. Сум го гледала некој, не знам, 11 години, 12, нешто така. Привлечен со актерска екипа, предпоставам. Бомбардирана се од сите. И онака од денешна перспектива, исто така тоа е едно од најголемите ремек дела што се направени, значи дефинитивно во секоја смисла. А имало некој филм кој што твоите родители не ти дозволувале да го гледаш, со оглед на тоа што веќе спомнуваш дека жанровски филмови си бирала, што онака црвена линија? Не, јас не доаѓам за почеток од уметничка фамилија, во ниедна варијанта, значи сите се електроинженери. Добро. Супер. Така да немало ни интерес, немале ни интерес за филмови гледање, јас сум била единствена што ги терала, кај ајде да гледаме. И немало онака нешто, сум си гледала што сакам и тоа си било нешто мое, да, тотално. А кое ти било највпечатливо искуство во киносала кое што ти се случило на некој филм каде што си била воодушевена од самото прикажување на филмот, заради тоа што претпоставам дека за прв пат си се соочила со некој филм. Некој највпечатливо твое доживување во киносала кога си погледнала филм? Највпечатливо? Да, баш. Најдобро искуство што си го имала, каде што те допре филмот кој што го имаш погледнато. Интересно. И реагирала самата публика и на... Па мислам, еве сега не можам да се сетам на сите тие, нели? Добре. Ама еве да речеме лани, летоска на Сараево, на фестивалот. Го гледав Паразайт. Супер. На отвореното кино во Сараево и тоа само по себе, значи тоа кино во тој град е искуство само за себе. Значи, тоа е огромно киното. Од страна е целото значи, заградено со тие стари градби, старо Сараево. Има премногу публика од цел свет и искрено не бев до толку воодушевена од самиот филм, колку што бев од самиот момент што се случи таму во тоа кино. Значи, имаше една таква енергија, такво смење, таква возбуда, као прв пат да... А и прв пат верувам се го гледале сите таму филм. Да. Тоа што непосредно после Кански е тоа. Предпоставам. Супер. Уште еден филм кој што е под неон капата, така што... Па до тога што уште не беше јасно. Не беше така, го немаа купено. Се уште не, значи тек после се случи цела приказна, дека ние сме уствари колеги. Супер, ама било прекрасно доживување да се види и покрај рустикалноста наоколу и животот кој што го живеат во подрумот, ликовите претпоставувам дека поблиску било до самото. Да, значи многу мислам дека многу фала такви кина. Такви отворени кина се една посебна приказна. Да, дефинитивно. Се надевам дека тие што слушаат ќе размислуваат за оваа тема за да ни збогата нашиот културен живот и да ги отворат киносалите и преку лето. Ова е само почетокот на дискусијата која што ќе ја водиме со Тамара Котеска. Ќе зборуваме во поглед на незиното снимање на филмовите кои што ги има работено на ФДО и на самиот крај на емисијата ќе преминеме на Медена земја и ќе продискутираме за целиот овој богат фестивалски живот кој што го имаше и сите тие заслужени признанија кои што ги има добиено. Така што останете вечерва на Радио Канал 103, ќе има една доста интересна емисија која што ни предстои. Ова емисија кај што се слави филмот, а не политиката, тука вистински херои се уметниците, а не политичарите. Според Ингмар Бергман, човечкото лице е најзначајниот субјект во филмската уметност за него. Вечеруваме закажано полноќен танц со смртта во 430 пат. Јас сум Златко Ѓеревски и ви останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Вие слушате Радио Канал 103, емисијата Данс и Макабре, 430 издание, со мене во студиото е режисерка Тамара Котеска. Пред да се запишеш на факултет, помина една година, ако не се лажам, и во САД. Имаше некаков си меѓу период во Тенеси, ако добро проверив. По што се разликува, кажи ми, школувањето во странство отколку тука? Каде ја забележат и разликата? Тоа беше трета средно. Така. Средно јам учено во Корчагин. И од секогаш многу сум сакала да се осамосталам што побрзо, да си видам нешто друго, тука да живеам сама некаде.
И тоа беше како идеалната шанса, што се укажа на тој момент. Не дека Америка ми беше избор. Добро. Никогаш не ми било избор. Едноставно тоа била шансата што се укажало тој момент Така. и не знам, отидов на тие некои тестирања. Нели избира одредена бројка на луѓе од Македонија. И не го бираш ти сам местото, туку од самава програма ти наоѓаат нели фамилија каде што ќе престојаш една година. И така мене ми го доделија Тенеси. Океј, добро. Не е Америка. Прилично. Рурален дел. Да, ама тоа беше многу интересно. Тоа беше, за мене беше првиот момент кога бев сигурна дека сакам да правам документарци. Океј, поради луѓето кои што беа таму? Поради околината? Културниот шок. Дефинитивно. Од тоа од каде поаѓаш до каде доаѓаш. Да. Тоа беше, значи, за филм конкретно многу пред тоа сум знала. Значи, од некои 12 години бев ептен убедена дека тоа е тоа. Добре. Сакам режија да идам, али вамо беше пресудно за баш сакам документарци да правам. Да се сигураш, да. И се сеќавам дека тогаш имав некој прв апарат, некој ми го даде или не знам поклони пред да одам. И некои први такви снимки почнав да правам, некои документарни снимки од школово, од луѓето што беа таму, значи тоа е еден преразличен свет, ама не само нашиот, него светот што е дома кај што живееш, со светот во училиштето е два различни. тотално, да. И пример живеев во фамилија на протестанти, посветени. На школова беше тотален распад. Така либерализам максимално. Да. И сето тоа ми беше многу фасцинантно, затоа што кај нас не постојат толкави разлики во култура и во слоеви, значи тоа е многу чудно на некои места колку можеш да го осетиш. И тоа не е само во Америка, значи пример еве ќе спомнам во Индија го имам исто осетено. Класната поделба е нешто што е страшно, значи кај нас луѓето мислат дека ја има, ама не може ни приближно се долови колкава е таа разлика и колкав е тој притисок со кој што луѓето живеат секојдневно. Значи, нели, да направат адаптација од тоа, од кај поаѓаат од дома до, нели, кај се, да. И за мене тоа образование беше еден пример на како образованието со ништото. Добре. Тоа е Тенеси, значи збориме за најслабото нешто. Што може да понуди Америка, да. Значи буквално самиот тој систем на бирање на предмети. Ти бираш 4 предмети по семестар и било што може да биде, значи буквално не знам, јас учев гитара, ликовна уметност. Супер, добро си ги бираш уметничките гранки, да. Тој тип на што е непоимливо тука, што е непоимливо, особено доаѓајќи од Корчагин, за мене тоа беше како револуција. Супер. И интересно е да видиш дека и тие луѓе таму исто реагираат на нивниот систем. Значи пример, нели средношколци, тоа не го сакаат. Јасно. Системот. Јасно. И не може ни да, мислам, не можеш ни да им доловиш, нели од каков систем ти потекнуваш, од какво образование, значи колкава апатија имаш ти према тоа образование, за да ова ти биде како сон. Така. И уствари гледаш дека тоа што го имаат луѓето го занемаруваат секогаш, едноставно, значи не му ги гледат. Да, не му ги гледат квалитетите на тоа. Ама за мене таа година беше многу пресудна. Прво за да видам како сакам да се насочам. Нели, значи имаш некоја си храброст што ти ја дава тој образовен систем за максимално да ги истражиш своите капацитети во било која област. И да работиш посветено на тоа. Значи збориме сега тие 4 предмети ги работиш секој ден по неколку сати. И само на тоа си фокусиран. Го завршуваш тој семестар, идеш нареден други предмети. Супер. Не си дефокусиран со 1000 нели теми, работи, тестови, не знам. Ги третираш баш како проекти. Да, баш мислам пристапот е многу сличен на покасно нашо на факултет се случува, нели, мислам барем на мој факултет, нели. Да работиш на еден конкретен проект и го буткаш. И да, тоа ми беше многу интересно, уствари. Значи, и за да видам јасно што сакам понатаму се насочам, а исто така,
да видам што значи факултет. Значи, таму луѓето не можат туку така, не идат туку така на факултет, не се запишуваат туку така. Не е тоа по дефиниција дека од дома тебе ќе те пратат на факултет, туку прва, мислам, јас бев во една средина кај што 90% од фамилиите беа тотално распаднати. Кај што децата требаше за родителите да се грижат, буквално, кој е алкохоличар, кој е, не знам, се и се што. И, значи, другарките што ги имав таму, буквално факултетот им беше како некаков луксус за кој што они треба да се изборат да работат на своји 16 години, нели, се живо да работат, за да и кога ќе дојдат до тој степен да видат дали им се исплати они да се вложат во факултетов или не, или едноставно да работат нешто. И тоа ми остави највеќе впечаток за тоа колкав луксус тебе ти е даден, без разлика каков е факултетот, не е битно. Кај нас е многу тој момент сватен како да е задолжително образование факултетот и тоа се третира средно. Да, и на исто ниво се третира, не може да биде на исто ниво. Значи буквално многу е лошо што секој човек завршува факултет, затоа што една земја не може да преживее само од интелектуална маса што вечно учи и се надограда. Да. Као мора да ги има сите аспекти на општеството тука. Така, за да функционираме како целина. И као да едноставно факултетот не можеш да го сватиш ради реда. Затоа што тоа е твојот единствен тест што ќе направиш со себе во животот без да сметаш на потпора од нели твоите фамилија што како него буквално си го најдеш сам патот. И затоа е многу важно тоа насочување. Да, кој што го правиш. Сега ти се одлучуваш да дипломираш, да се запишеш на ФДУ во Скопје. Кажи ми пошто ќе и памети студентските денови и зошто баш се одлучи на овој избор? Да, добро прашање. Кога ќе се навратиш на нив? Да, па тоа е ФДУ е меч со две острици, може да се каже тој момент. И сега зависи ти малце како ќе се насочиш на целава приказна, може да биде и трагедија и комедија. Добро. Супер. Тебе ти се погоди генерацијата, тоа да потенцираме. Тоа е нешто што дефинитивно вака, значи приказнава со ФДУ. Јас имав до многу касно идеја да не студирам во Македонија. Барав веќе опции на страна. Разгледував на доста некои Прага, доста размислував на ФАМО. Добро. Почнав да спремам и апликации, значи за неколку факултети да разгледувам во неколку земји. И како дојде одлукава, уствари, точно се сеќавам дека бевме, сега на какви спомени ме подсети. Значи набираат, тоа е тоа. Да, бевме излезени со друштво на 1 април. Се сеќавам тоа и бевме маскирани. Супер. И бевме отидени во New Age. И имаше еден фотограф кој што почна да слика, да ни прави фотосесија. Супер. И ја му реков, демек многу добри слики вадиш, нешто ти, нешто со ова работиш. Вика, да бе, да на ФДУ студирам. Добро. И така се разврзавме у муабет. А не знаев многу за академијава, што како функционира. Само знаев дека има на 4 години уписи, едноставно не ми беше ни во план тој момент. И ми вика, па баш знаеш дека, викам, јас сакам на режија да идам, ама планирам на страна некаде. И ми вика, па знаеш дека сега воведоа нови уписи, ова е прва година која што на 2 години ги прави уписите за да ги израмни класите. Котите, да. И добро, викам, ајде, ова е интересно. Дај да видам, знаеш. Се поклопуваат нештата. Да, и ништо, се сеќавам дека отидов во деканат на ФДУ и првото мое влегување, луѓето што беа таму, мислам, не знам кој беа сега, ама тетка Весела беше, се сеќавам, сега во пензија. Првото мое прашање беше следно: здраво, јас сакам да се запишам на ФДУ, ама ми кажа дека тука многу со врски запишуваат. Дали воопшто да пробам или не? Добро. Искрено. Да, има легитимитет тоа прашање, да, има легитимитет. И овие многу се усрамија, нели? Почна нешто. Како, шо? Кој ти кажал така, нема врска, тоа ни прават селекција, сакаат демек што помалку луѓе се запишуваат. Секако. И ајде викам, добро, ве држам за зборе. Ќе пробам да се запишам. Јас се пробам, па ќе видиме, да. Добро. И така некако почна. И после се сеќавам дека цело лето го поминав на ФДУ во таму телевизорна, гледав филмови, земав од библиотека една друга. Супер. И ми беше, сега онакако ќе се подсетам, и тој приемен ми беше многу интересен уствари. Тоа е најтешкиот дел. Јасно. Тука селекцијата се прави. Дефинитивно, значи после тоа
лесно целото. И да, имавме некое снимање, знам, значи еден дел од тестот беше да направиме за еден ден филм во Дебармало на тема љубов. Тоа беше темата. Супер. И буквално ни дадоа камери, значи ние врска немавме никој што прави, едноставно тоа е тоа, одиш и снимаш, бараш тема љубов. Супер. И јас се сеќавам дека најдов некои циганчиња што се бањаа во парк, нешто трчаа во водата и нешто концептов ми беше демек љубов кон слободата. Добро ја прошири темата максимално. И мислам дека на тоа ги фатив. Блажевски ми беше... Да, професорот Владимир Блажевски ми беше онакај темпо читуван професор до крај за сите генерации. Супер. И се сеќавам, он ми беше во комисија и баш рече, па добро си се снашла. Добро си изглед, добро размислуваш, како Со тоа што го немаш, добро имаш сработа. Да. И така, тоа беше интересен момент, ама мислам дека реткост беше да има таква сложна генерација. Не знам на што се должеше тоа, само знам дека нашата класа функционирала како фамилија, буквално. И до ден денес не се повторува ваша генерација, баш тоа го се надевам дека ќе се повтори, тоа е многу до луѓето што се дела тоа. Тоа веќе не е до институцијата, него е до поставеноста на луѓето. Точно. За нас беше многу битно целава поддршка едни на други што си ја дававме, значи како комунициравме за проектите, како си помагавме едни на други за проектите. Си дававме онака наискрени мислења, наискрени критики. Сите соработувате едни со други, на крај за да помогнете за да се комплетира делото пред се. Да. Тоа е една здрава особина која што треба секој режисер пред се да ја има. Да, и тој момент, мислам, секогаш ќе го памтам затоа што без таква поддршка мислам дека најбитната лекција што може конкретно еве ФДУ како институцијата научи е на момент на да научиш да комуницираш со секаков тип на луѓе. Буквално, значи тоа е најтешкиот тест, затоа што тоа ти предстои после во сево иднина. Така. Ти сретнуваш на секаде тие луѓе. Да, и мислам да ги надминеш буквално секаков тип на конфликти, секаков тип на тестови. И кога ќе го поминеш тоа, некако гледаш дека после како полесно се некои други, нели, односи понатака што се уват у работата. А колку па студиите ти го променија начинот на гледање на филмовите, изучувајќи го филмскиот јазик? Со тоа претходно како ги имаш гледано филмовите? Па многу нормално, мислам. Тоа не е ни нормално дел е до институцијата. И едукацијата. Особено, значи некои професори што ептен, значи се потрудиле. Али мислам дека едноставно времето кое што ти во тие 4 години си го даваш на себе, нели, за да бидеш во тек со се што се случува во филмската сфера. Кој што после тоа не можеш толку многу да го следиш. Значи сега јас работиве претежно ги следам нели по фестиваливе кај што да ми се тоа, но не можам ни да го споредам со тоа време што тоа што го имала едноставно да се исклучам и да гледам по 10 филмови дневно, буквално. И да го имам таков круг на луѓе за дискусија и се. Бидејќи после тоа е многу повеќе бизнис ориентат целото. И знае во друга насока да те однесе, да. Има некој совет кој ти го имаат дадено професорите или па колегите кои што до ден денес го применуваш на сет? Нешто што те предупредиле или што ти посочиле, што се покажало дека е така на лице место? Или пообратно, нешто на сет што имаш... Што не се покажало. Да, што го имаш научено на тој начин. Што те изненадило пред се во професијата. Па не знам да се потсетам на неколку примери. Се сеќавам дека прв пат кога веќе избра класава и бевме као на собир сите заедно, нели? Најпрвото нешто што ни го кажа професоров на класа, Антонио Митрикевски, беше спремете се дека ова ви исто као војска. Не факултетот, туку целата ваша професија. Така. Као за војска спремете се, тоа е тоа. Режим. Да. И тоа е тоа, значи, како едноставно испадна дека е така стварно. Мислам, нели, доколку сакаш да напреш нешто, да постигнеш, фала Богу.
памтам многу работи исто така е од професорот Блажевски. Значи во се не би навлегувала нели во конкретни ствари затоа што тоа е веќе во многу тајни во процесот на правење, во пристапот кон актери, во како природност да доловиш за актерите, значи за целиот ритам на филмот, како да мислам имало многу корисни работи исто од сите професори во принцип, зависно колку сакаш ти да примиш на некој начин. Мислам, не можеш да очекуваш дека институцијата ќе те направи нешто. Особено мора да тргнеш со став дека едноставно кај нас се такви работите кај што од ништо не можеш да очекуваш ништо. Така. Ама ако си тргнал у нештото, најди си креативност како ќе го извлечеш тоа што тебе ти треба. Затоа што едноставно ако чекаш да таа институција тебе те земе на раце и вака те донесе да не знам. Те како автор пред се што не е возможно. Да, значи нема да си среќа многу. Добро. Пошто нема да добиеш таков третман. Така да буквално тоа е тоа, војска, значи. И не е лошо тоа затоа што гледам дека многу факултети надвор, значи еве пример сега имав шанса да држам предавање на Беркли. Супер. Факултетов во Америка. Така. Кој што се смета за еден од најпрестижните во моментов таму. И ги имаат сите услови. Значи јас бев фасцинирана кога влегов и кога видов што на тие студенти има дадено на располагање. Кога сака, со што сака да снима, да, просторите, гостите што ги носат, професори, се буквално, значи се на тацна. Ама има еден клучен момент, сите тие студенти едноставно се гледаше некоја огромна исплашеност, некоја не знам како да кажам, како одсудење за сето тоа што ќе го направат, некаков страв? Па можда не толку за судење колку, значи премногу чекање да некој ми открие тајната. Никој нема да ти открие тајната, ти мора да идеш да влезеш во оган и да ја откриеш тајната. Да видиш што функционира, Да, така да не гледам дека е толку лошо што ФДУ како институција можда е далеку послаба од не знам некој си, нели, академии надвор, затоа што ти се учиш на многу еден потежок пат да го осознаеш вистинскиот живот како изгледа. Значи затоа што ти понатаму ќе се среќаваш со многу погадни ситуации во еден филм праење. И што потешка ти е школата, толку подобро ќе се снајдеш на некој начин. И со самото тоа што соработувате, со самото тоа што осознаваш што треба да направи, не знам, кинематограферот што треба да направи, не знам, скрипт супервизор, значи монтажерот инволвирана се во сите аспекти и на некој начин и изучуваш што другите треба да работат на еден филм за да можеш да се поставиш во иднина за докаде се лимитирањата и што да очекуваш воопшто од перформансот кој што може да ти го даде и техничката екипа и актерите. Па во принцип единствената мислам дека најголемата мана е тоа што некако нас општо тука ни недостига многу тимска работа. Се е некако ориентирано на one man show во сите струки. Филм не се прави од еден Не само филм, ништо не се прави со еден човек, знаеш, многу малце фали да ти пукне филмот и кај ајде јас сам ќе си правам. И не иде така. Не иде, значи мора да го научиш тоа трпение и како да соработуваш со тотално различни типови на карактери, затоа што само така можеш да стварно да дојдеш до нешто, значи да бидеш до крај објективен тоа што го правиш. Супер. Кажи ми во поглед на пишувањето на сценарио. Полесно ти е да пишуваш за некој лик кој што е близок до тебе или па далечен? Колку истражуваш? Предизвик ти е да пишуваш ликови кои што можеби сакаш да ги разоткриеш? Која ти била најтешка писателска ситуација? Се може да биде тешко, доколку не му даеш доволно истражување. Исто е тешко да пишуваш за лик сличен на себе, како што е тешко за некој што тотално ти е несватлив и непознат како психологија, како карактер. Истражувањето е клуч на се. И тоа е за мене најинтересниот дел во секој процес. Дали е документарец, дали е игра на сценарија. Сега еден лик да изберам, не знам. Па, види, јас многу долго време до сега, веќе 4-5 години, конкретно сум ориентирана на документарци. Со исклучок на пола на краткиот филм. Претходно на факултет правев доста многу повеќе играни кратки. Пример, значи за Ханиленд целава работа
дефинитивно ми беше многу тежок процесот, бидејќи стварно не бев запознаена со процес на пчеларство. Јасно. Апсолутно не. Ниту јас, ниту никој од нас. Така. И значи тие луѓе прво, значи Атиџа како лик во секоја смисла е најдалеку од мене како социјална единка. Така. Нели, како живеам, како што се занимавам и сето тоа. Значи за тоа да се опфати, нели, како тоа сето ќе се представи тој лик, тоа бараше многу истражување. Јасно. Многу. Така да тоа ми е едно можда од најтешките процеси. Особено затоа што моментот кога почна филмов да напредува, нели, да оди по фестивали, уште пред да биде завршен, нели, Сараево, Work in Progress, сето тоа. Буквално секој ден го препишував документиве, тритмент, така. Драфтови, буквално секој ден тоа се препишуваше и се оспособуваше за до перфекција да се усоврши. Дефинитивно. А си направила драстична промена во сценарио додека било ставено продукција? Да извадиш некој круцијален дел или па да се предомислиш? Со оглед на тоа што потенцираше дека си менувала драфтови, тоа било во развојна фаза. Добре. Во процес на снимање се случило? Мислиш да смениш на снимање нешто комплетно различно да, нешто да бидеш инспирирана, не знам, од околината или да, дефинитивно да. Па да, искрено мене можда бидејќи имам доста искуство со документарци, тоа и некако ме насочило на момент, значи не сум поборец за импровизација, ама мислам дека мора да си спремен на флексибилност во процесот. Добро. Значи тоа е неисклучен дел, мора да си спремен да експериментираш и на лице место менуваш некои работи. Бидејќи тоа е жива материја, се случува моментот, не смееш да ја утнеш, нели? Бидејќи одиш по... нема се поврати, нема да има реприза. Така да може да кажам дека најголемиот експеримент ми бил за последниот краток филм за Поло. Така. Бидејќи нели се работи за кучиња скитници во Скопје и третманот кон нив, символика на односот едни кон други што го имаме и различните класни, нели, поделби и поставености, кои што ги задаваме. Да, и пример многу беше интересно како ние имавме веќе книга на снимање, целосен план. И отидовме со жената која што беше одговорна за кучињава што требаше да биде дел од филмов. Отидовме сосема случајно со нејза, одлучивме да одиме на местото од кај што требаше да ги земе. Така го откривме дворот во Сонје, каде што има околу 50 и повеќе кучиња, кои што женава го правела сама и тоа изгледа тотално фасцинантно. Значи, мислам, жалосно е од една страна, нели, бидејќи нема финанси, тоа е сето таму збутано. Ама беше момент на буквално ден пред снимање. Се убаци целото. Значи, се погледнавме со директорот на фотографија и рековме, крај менуваме, тоа е тоа. Значи, го инволвираме и да, мора да се фати. А за документарциве не ќе ни да тука отварам. Од ден за ден се изменува тоа. Во поглед на играните филмови, кажи ми, им даваш биографија за карактерите или поставаш простор на актерите да истражат и да дојдат со свој принцип? Вежбаш со нив, каков ти е читачки проби имаш, каков ти е метод? Сега вака, значи јас имам играни филмови, работено на факултет, доста, некои можда не знам, околу 8-10 филма имам направено. Поло ми е прв некаков професионален краток филм, кој што не беше ни целосно финансиран, беше исто така дипломска на монтажерот кој што го работеше. Така да сега јас можам да зборам за тоа искуство до тогаш што сум го стекнала и како и во процесот со натурчици. Сега за мене, например, овој нов филм игран кој што тек ќе го правам, ќе биде еден сосема нов аспект, нели? А ќе ги тангира истите работи. Да, ама и во самиот процес во работата со актери ќе биде еден нов, нели, предизвик. Она што до сега некако сум го почнала као метод, што многу ми се допаѓа, сакам да продолжам во таа насока да истражувам, е некаква соработка меѓу актери и натурчици. Комбинација, значи, меѓу едно и друго. Да, тоа многу ми се свига како момент, затоа што секогаш кога ќе вклучиш натурчици во нешто, автентичност добива делот. Не само автентичност, туку и нивото на актерите гледаш да биде на тоа ниво на реализам. Така.
и тоа е многу супер момент некако Да, ми се ја даваат свиѓа, доза, ја даваат не само автентично, то реалистичкиот принцип, дава и актерите да може да ја најдат својата нишка во глумата. Да, значи, да, не да, биде да. артифицијална Да, нивната да, игра, точно. туку да го фатат ритамот, Да. да може да се синхронизираат и тука веќе се добива нешто уникатно, барем тоа сме го забележале во голем број на филмови дека функционира. Да. Сега, кажи ми на што може документарниот филм да го подучи еден режисер, се учили занаетот со помош на документаристиката. На што може да го подготви? Занаетот се учи со се. Така. Значи зависно колку ти сакаш да Добро. да научиш и да извадиш од тој процес. Добро. Документареците дефинитивно учат на потешкиот начин, би рекла, затоа што пред се, значи самата работа со натурците е еден момент кој што е потешката школа, Точно. нели? Значи Нема подготовка за тоа. нема подготовка, не знаеш што да очекуваш, треба да може бараш да добиеш. секаков пристап ти со тие луѓе, така. нели? Биографијата треба ти да им ја откриваш, нели, да им ја извадиш од нив, Јасно. не да им ја дадеш на Точно. тацна. А најтешкиот дел дефинитивно е склопување на драматургијата, на целината. И кога ќе го поминеш тој пат веќе играм филм, Помал залак изгледа од сето тоа, да. Со професорот Митричевски дискутиравме важноста за наблюдувачкото око пред се на документаристот. Колку сметаш дека објективното наблюдувачко око и вежбањето на трпението се важни за уловување на тие клучни моменти од животот на субјектите во филмот? тоа е без исклучок најбитното нешто што треба да се има. Не само во процес на документарци, и во играни исто. Мислам дека ние многу често тоа го забораваме, посебно кај нас тука, посебно бидејќи нема доволно финансии за да може да се создаде еден доволно долг процес на истражување. Така. И некако се избрзува да се направи, за да се направи, да не испадне па иш да не се направи. Така. Па ајде ќе ама кога ќе сватиш дека тоа време што ќе си го даеш нештото да ти созрее, нели, да си Ќе се добие разграни, своја да. форма некоја. И значи во самото снимање, значи сад добро за игран филм ти не можеш да дадеш тука време да се случуваат работите. Да. Ама времето што ќе го дадеш во подготовка со актерите ќе биде суштински битно. За да не се троши додека се снимат сите денови. Да. Значи секое време кое што ќе го дадеш во подготовките на еден проект, дали игран или документарен, се исплаќа 100% после во самиот процес на кој ќе влезе, да. Сега, колку е важно за еден документарист да се инфилтрира во заедницата и да го добие одобрението од околината, за да му пристапи на субјектот воопшто? Како? Колку е важно да може одобрението на околината или воопшто на заедницата каде што снимаш, да, за да можеш да имаш непречен пристап и да доприш до таа вистинитост на перформансот кој што го бараш пред се. Колку е важно? Многу е важно. Инфилтрирање. Многу, ама исто така многу е тежок моментот ако премногу се зближиш со тие луѓе. Така ја губиш објективноста? Да. Така да времето е многу битно кое што ќе го поминеш како дел од една заедница. Така. Во секој аспект, значи, нели, ти дознаваш оние најмалите тајни од нивните животи, како изгледа буквално секоја акција што ја прават, ритамот на живот како им изгледа, што им е интересно, што им е тажно. Значи сите аспекти за нив едноставно ги осознаваш, но мора да до крај да ја задржиш таа дистанца. И за мене беше многу интересен момент, поминувајќи 4 години со Ханиленд, 3 години снимање, буквално секој втор викенд ние бевме таму, 100 снимачки денови. Ние веќе бевме дел од таа заедница, они не прифатија како фамилија. Членови на фамилија немаат толку често погледнато во тој период. Да, и например за мене беше многу интересно како после тие 4 години јас отидов за прв пат еден викенд на гости им отидов да ги видам што прават. И тек тогаш ги видов као вистински луѓе за кои што онака си дозволив да
онака да ја отворам, не знам, љубов, радост, емоција некаква, ја сватив дека претходно буквално сум имала огромна дистанца, не сум си дозволила да ги, без разлика што се случувало, значи не сум си дозволила да чувствувам нешто на таа тема, као не знам, пчелите и умреа или буквално ти го гледаш тоа низ една пречка што се вика објектив. Јасно. Субјекти се, призмата на таа ја гледаш на нив. Што исто е многу битно, многу е битно во документарен филм, инаку не можеш да правиш документарен филм, као исто што не можеш да бидеш доктор ако плачеш на операција. Точно. Ќе си работиш домашни снимки, ќе си правиш и буквално видео архива, ќе си направиш ништо повеќе од тоа, нема целината никогаш да ја допреш. Подготвена си да снимаш 1 час плюс и со тоа да ризикуваш да се измачи екипата за доброто на филмот или па кратиш сцени од снимање, доколку се нема време. 1 час е малку. Так, окей, добро. Извини. Јас бев спремна некои 2 години плюс. Окей, добро. Значи, отворена си за дополнително за доброто на филмот и сложно да се работи за да се дојде до саканата цел. Лесно се помируваш со загубена локација или па актер или па опрема. Како се носиш со препреките од овој тип? Од тоа што ти било зацртано. Не знам, да снимаш на одредена локација со одреден тип. Ако зависно колку е битен моментот и елементот, ама не мислам дека е нешто пресудно за да не го направиш делото. Пак зависи, нели, за што се работи. Ама исто така, тука документарците имаат големо влијание, затоа што си навикна да се менува, да се снајдеш, едноставно, да. Так, а се случило некаква среќа во несреќа да си планирала на еден начин да снимиш одредена сцена, ама на сет да се снимило со друг пристап? Нешто што не ти било планирано, доаѓаш на сет и се случува нешто што е многу подобро од тоа што си имала на снимање. Да. И во играните предпоставувам дека тоа било. Заради тоа што во документарните веќе начнавме дека тоа е составен дел од работата, меѓутоа и во играните имало моменти каде што си го имаш најдено по-добриот пат на самото лице место. Да, апсолутно. Имало моменти кога си сакала да се откажеш од филмот, да кренеш раце? Не, се уште не. Така, фала Богу. Добро. Велат соработката помеѓу режисерот и кинематограферот е круцијална за еден филм. Што бараш ти од еден директор на фотографија? По дадена ситуација имаше 2 на располагање, така што... Да. Многу зависи... Имаше луксус на бирање. Да. Па ние тоа, ние се смееме меѓу нас дека бидејќи снимавме во такви услови, си имавме резерви, затоа бевме по двајца. Двајца режисери, двајца. Така, и сте љубо се менувате и ние. Да, инаку зависно од проектот, многу зависи од проектот. Од сите соработници, она што го бараме е прво личен мотив да имаат во тоа, да имаат трпение и истрајност до крај во нештото и да имаме чувство дека сме на исто. Дека не сум ја таа што нешто зема од некого, него буквално ти давам простор да дадеш се од себе, она што сакаш да го дадеш нормално. Супер. Така да ми е многу битно да се најдеме со човек на исто, буквално на истиот интерес. Така и за да го снимате истиот филм пред се, нели? Да, фала Богу. Насочени да бидете. Колку технологијата и нејзиниот избор има удел во квалитетот на филмот? За тебе конкретно? Па нема. Нема? Океј. Значи двигател е пред се тоа што го имаш на хартија напишано и тоа што го изведуваат. Апсолутно да. Океј. Си пробала некогаш друга сцена со поразлична музика која што не си ја искористила? Каков е твојот третно поглед на музиката? Да, секако дека да. Имаш temporary music, претпоставувам, која што ја употребуваш во пост? Да, тоа е стандарден процес. Па музиката е едно доста тешко прашање нормално дека. Значи не знам, мислам дека јас имам и доста експериментирано со музика уште на факултет со сите мои филмови, значи без разлика дали тоа биле грешки или не. Би било многу побитно да онака да си ги испита можностите на нели што нуди една музика во филм. Така, колку може помага на самото дело. Колку па режисерката има етичка одговорност врз снимениот материјал? Во која смисла? Во поглед на што би можел да предизвика и каков е третманот на ликовите кои што ги има во самиот филм. Во поглед на како рецепцијата би било, како луѓето би гледале на снимениот материјал и од друга страна како е третманот на одредена проблематика која што се разработува кон почет кон самите ликови. Па
мислам дека за ова прашање најмногу човек кој што ми некако ме научил, ева да кажам, тоа ми било во процесот на снимање на краткиот документарен филм за Сидо, за Стефан Сидовски. Така. Значи, јас имам многу научено од тој човек, дефинитивно. Сите имаме. Да. И јас, значи, кога почнав да го снимам, нели, тоа ми беше прв документарен филм, Така. значи бев доста млада. И имав не знам, една огромна почит и страв дури, значи како ќе го снимам јас овој човек. Така. И он буквално јас му го кажав тоа. Ма како јас за вас, Така. нели? Мислам, јас му пристапев, јас сакам да правам филм, ама како сега јас да правам, нели? Добре. Он ми рече, ти мене сега ме гледаш како лик од филмот. Така. И крај не е битно, нели? И јас сум на располагање као со се. Океј. Тоа што ти ќе го избереш на крај, тоа си е твое. И некако огромна беше таа поддршка да се направи нештото и да видиш што значи да работиш со човек што нема маски, нема потреба да сака да биде представен во некакво светло. Подобро од тоа што е, да. Да, буквално имаше моменти кога му ја пуштив некоја од првите верзии на филмот. И му викам, ама многу ми е страв дали ќе се долови дека, значи буквално со овие зборови, дали ќе се долови дека сте гениален и дека сте луд. Добре. И он ми вика, Па двете. кој како сака нека си го свати. Така, двете страни треба да ги буквално немаше перцепција према тоа како он ќе биде представен. Така. И тоа многу ме научи. Супер. Во целиот пристап пред се како бираш ликови за документарен филм. Многу непосредно, да. Како и за игра нормално, нели? Апсолутно. Бидејќи едноставно тој човек ми покажа што значи разликата меѓу нели реалниот лик и ликот од филмот, без разлика што тоа е документарен филм. Јасно. Значи ликот од филмот луѓето може да си го толкуваат како сакаат. И ти Има- треба да им го дадеш правото на тоа. Така. Не, одличен педагог пред се, одличен познавач на филмската уметност и човек кој што имаше што да каже и го кажува. Се уште живеат неговите филмови без разлика на тоа што не е помеѓу нас. Кажи ми, колку од филмот останува со тебе по снимањето? Колку те менува како личност? Па секој процес те менува од ново. Добро. Се раѓаш од ново. Океј. Кој е твојот однос па со критиката на твоите филмови? Сметаш дека е потребна или па е излишна? Апсолутно е потребно. Дефинитивно. Чи негативна критика е најпотребна од се. Океј, докаде па би дозволила компромис на твое дело? Каде мораш да ја повлечеш црвената линија? Докаде не дозволуваш да го направиш тој компромис? Многу зависи тоа. Многу зависи. Зашто имаш авторска визија, нели? Да, значи еден момент е многу битен. Знаеш, пример, еве пишуваш едно сценарио или почнуваш да работиш документарен филм, небитно. Многу често еден автор, особено кај нас, мисли дека никој не сме да го искомпрометира неговата мисла, неговото дело, нели? Зборовите напишани, Да, диалогот, да. никој не сме да го допре, да. Но Свето. баш напротив, колку повеќе се изложуваш на компрометирање и ти самиот, значи од како ќе го изградиш, кога изградиш кулава, онака ќе шутнеш Така, на парчиња, тоа што ќе остане заедно, тоа е тоа. тоа е дело. Држи, врати го назад. Почни од почеток. Цело време, значи изгради го, мавни го, Така. почни го од почеток. Само на тој начин може да се дојде до стварно цврсто дело кое што не може да биде искомпрометирано. Така. И тоа е моментот, значи јас не отфрлам ниту критики, ниту Така, предлози, сугестии, да. без разлика од која страна доаѓаат. Така. Нели, дали се тоа авторски, дали се продуцентски, не знам, небитно, значи се може да биде позитивен исход за твојот филм. Така, затоа што Испитај го. Да, различни очи ќе го гледаат, со различно искуство ќе му придат, со тоа Да. што може да ти демонстрира нешто што ти ете не си го размислил на тој начин, Да, на тој агол да, на да. кој што ги гледаш нештата. И затоа тоа жива материја е сценариото. Тоа треба да се обликува во текот на
на самото снимање и подоцна, нели, трет пат кога се монтира веќе, кога се ресоздава делото, тогаш друг контекст може да добие, така што секоја, барем јас сметам дека секоја сугестија во поглед на обликување на сценарио е добре дојде. Да, затоа што доколку отфрлаш, тоа е многу како личен момент. Као јас да примам лична навреда. Или ако не знам имам сега наметнато некои си бариери или ставови, не може да се зема као лична навреда кон мене као автор. Значи, треба да се приспита дали стварно тоа за овој филм е добро или не. Работи или не, да. На крајот на денот за филмот се работи, не за себе си. Во поглед на рецепцијата, сакам да те прашам, твојот филм, Канилен докаже дека тезата моја не ми држи вода, со оглед на тоа што ги врати луѓето во киносалите, заради тоа што буквално ги исполни до последно седиште, што претходно и не беше таков случај, односно имавме неколку години каде што ја изгубија желбата и навиката за одење во кино. Зборувам сега за широките маси. Што се добива од големото платно и дали може да се замени со малиот екран и нината на филмот ја гледаш во големите киносали, на филмските фестивали или на стриминг сервисите? Епа, мислам дека одговорот е даден. Не знам. Филмот што го направивме. Така? Значи, се знае кај е местото за тоа. И тоа не сме да се дозволи да исчезне, затоа што како што е правењето на филм колективна работа, така и доживувањето на филм. Никогаш не можеш еден филм сам да доживееш онака како што можеш со таа енергија во една сала. Не верувам дека 100 мина дома ќе ги собере за да го доживеат тоа на големо платно. Затоа таа community setting, тоа доживување заемно е многу важно. И сега откако ќе заврши фестивалскиот живот, се прикаже на ТВ, остави во кинотека, македонските филмови постепено исчезнуваат со оглед на тоа што не можеме да погледнеме, не знам, филмови под 5 од 6 години постари. Конкретно за кратките филмови тоа е проблем заради тоа што нема пазар на кратки филмови, се снимаат и буквално се забораваат доколку не се најдат на некаква си платформа, например. Каде го гледаш проблемот во тоа? Не знам, да немаме добра архива. Макар што јас имав впечаток дека кинотека доста добро работи сега. Да, со тоа што треба да ги репризираат почесто, претпоставам. Па сега реално за кратките филмови, тие што се студентски филмови, одговорноста е на студентите. Апсолутно. Значи мора да си ги предадат филмовите, да си ги зачуваат. Така. А за оние што се професионални, секако има институција кај што мора да ги предадеш. Сега не знам, кратките филмови сами по себе многу повеќе имаат некоја функција на значи за самиот автор отколку за публиката. Така. Не дека не може да да допре краток филм, најмалце. Но самата функција е многу повеќе за авторот да види како да истражи како пристапува на едно дело, каква тема обработува, како работи со екипа, со актери, со сето тоа. Бидејќи реално мислам целиот фокус е ставен на едно долгометражно дело, што не мора да значи во иднина може тоа и ќе се смени реално. Океј, сепак е експериментирање на самиот автор и проверување на себе си докаде и до што е со работата. Меѓутоа денес имаме шума на информации, огромен квантитет на филмови кои што ги добиваме. Сметаш дека е потребна некакво насочување за да се исплива во таа шума на информации за едно дело, заради тоа што денес имаме квантитет и пристап до огромен број на филмови, за разлика од минатото, кога веќе се знае 50 филмови ќе добиеш во годината и тие се пристапни. Денес имаме 5000 во годината. И колку е тешко да се исплива во сета таа шума на информации? Па тешко е. Океј. Не знам, јас немам телевизор, не гледам телевизија, така да. Фер, исто. Имам некаква, си правам селекција на информации. Супер. Би работела на 35 мм или би останала дигитално некогаш? Па не сум јас родена во тоа време, така да не би се правила паметно да работам на... Дигитално е дигитално, колку сакаш, кога сакаш. Не мислам дека е битно, искрено. Стварно, значи, немам против ни телефон, ни снимање со телефон, ни... Мислам, повеќето од филмовите што беа сега номинирани беа со iPhone снимани. И тотално е небитно, значи, тоа е само форма. Како што ти е полесно така, тоа што ме е полесно снима на 35-ка слободно. Кој како сака, кој како милува. Првиот филм кој што можев да го погледнам на тебе, не те разбирам, едно кратко видео од 2011 кај си го нашол? Да.
успеав да го ископам. Меѓутоа, уште од првиот филм забележувам разработување на една хумана димензија и порив за борба против дискриминацијата и маргинализацијата, кој што до ден денес ги истражуваш и ги надоградуваш со секое твое дело. На интригантен начин правиш и паралели во најтешкиот чекор, нели? И тоа е уште еден од твоите кратки филмови каде што маргинализирани и обесправени ги ставаш во преден план. Сега, колку нуди филмот можност да им се даде глас на безгласните и да му понуди на гледачот поглед во некои си животни искуства на обесправените според тебе? Најголемата и најубавата можност е тоа нормално. Значи, сите ние имаме перцепцијата за светов пред се благодарение на филмови, затоа што ниеден друг медиум не може да го пренесе тоа толку целосно. Новинарството има информации, но нема емоција. Точно. Други медиуми, нели, значи на секој медиум има нешто што му фали. Филмот е едно, обединување, буквално ние перцепцијава за различни култури, за различни, нели, случувања во светов ја добиваме преку филм. Така, тоа е тој медиум кој што е синтеза на сите тие различни медиуми. Сега снимаше и кратки филмови за испитни вежби за актерска игра. Ноќно такси, Magic Circle, Autumn Sonata, Big Commercial, Small Lives, Butcher's Best Friend, The Mystery of the Librarian. И сега, тие начека генерацијата на Тони Денковски, Горан Ников, Наталија Теодосиева, Симона Димковска, Стефан Вујсич, Виктор Арсов, Ангела Димитрова. Се само неколку од имињата кои што поминаа низ првото додека ги работеше овие филмови, се составен дел од нив. Сега, колку си задоволна од перформансот кој што тие го изведуваат тогаш и сметаш ли дека се актерската надеж на еднината? Апсолутно, да. Така. Да, што сум работела со нив, секако дека сум сакала да работам со нив. Мислам дека имаме многу квалитетни луѓе, актери. Сега, ајде, за другиве класи не можам да дискутирам, затоа што и не ги познавам толку многу луѓе во сега. Океј, добро. Ама, барем за моја класа, она што можам да го кажам е дека имало стварно невероvatен потенцијал и се покажало, мислам, до ден денеска тие луѓе си работат и точно. Ги има прават сите изданија. Да, онака баш би сакала и да спомнам еве еден пример, нели за тоа. Да, значи гледам дека се почесто луѓето почнаа да прават независни театри. Така. И тоа многу ме радува, затоа што тоа е единствениот начин кај нас да стварно го кренеме нивото. Точно. Значи, институциите очигледно дека не функционираат како што би требало и веќе нема ни што да бараме као поддршка. Значи, мора да бараме алтернативни начини како ќе дојдеме до она што го сакаме да го правиме и да го реализираме. Да се зачува уметноста пред се на високо естетско ниво кое што го заслужува. Да, и затоа баш би сакала да спомнам еден таков проект кој што ми е стварно многу драго што се случува. Така. А тоа е независниот театар Пресврт, во кој што учествуваат и голем дел од овие актери кои што ги наброи. И кој што значи си развива метод на самофинансирање, односно на финансирање од публиката која што доаѓа. И обработува многу ќе почне, нели, да обработува многу актуелни теми. Супер. Еве прва премиера имаат на 23 април. Добро. МКЦ. Одлично. Да, мислам, драго ми е да ги испромовирам и супер. Као и многу други што гледам. И само нака тоа е нешто што го поддржувам и единствено некаква порака што би пратила до колеги, особено за да се тргне таа демотивација кај нас. Така да си ја работи секој работата која што најмногу ја сака, односно ако во дадената ситуација е театрологија, да се посветат без разлика на финансиските недостатоци кои што не ги имаат од зависна поддршка. Да, па не значи тоа сега да правиш ти тука театара да страдаш за леп. Точно. Значи само да малце повеќе да истражиш од каде се можеш да најдеш финансии, бидејќи постојат места, стварно постојат. Така. Иако ние не сме толку патени овдека од тие. Треба малце истражување. Така. Во секој случај ова е еден од тие позитивни примери каде што се третира театарот на заслуженото високо ниво кое што треба да го има. Во поглед на твоите филмови имаш работено на неколку како корежисерка
Игри го открив во 2014, каде што соработуваш со Андреј Георгиев, Тереза Коварова и Тома Зидиќ. Ова е филм за Втора светска војна во Загреб, каде што, колку што јас можев да откријам, Клара не ги слуша предупредувањата на нејзините родители, излегува на улица, додека се продолжува да игра навечер. Сега, кажи ми како дојде до оваа соработка и со што те привлече овој проект за оваа воена пропагандистичка ситуација во Хрватска? Тоа не беше тоа сценарио мој избор, тоа беше една многу добра работилница организирана во Хрватска, прва на која што бевме како студенти. И прв пат да работам со таква интернационална екипа, нели? Сите беа горе-доле студенти за не знам, различни години. Се избра едно сценарио на една хрватска сценаристка. Темава конкретно беше така избрана бидејќи фестивалот сам по себе беше одржан од Бранко Лустик. И целата тематика на фестивалот беше во контекст на Втора светска, на евреите. Да, значи не беше некој си, не знам, личен избор. Беше задржано во тој концепт. Ама многу ми е мило што до ден денес сум останала не само во контакт, туку и во соработка со некои од тие луѓе, посебно со Тереза од Чешка. И соработуваш и на Неверен со Лидија Мојсовска, уште една колаборација, уште една, претпоставам дека беше група каде што овој пат крунисана со филм во кој што приложувате таймлапс секвенца во која ја враќате бојата на играчките со кои што не се игра повеќе, и на јукстапозиција на звуците на детската игра и на војната, со која цел беше концепирано ова дело? Добро, сега ти ме прашуваш баш за некои проекти од работилници. Добро. Да, тој беше многу интересен исто проект со Лидија, со која што до ден денеска соработуваме и ми е многу драга колешка. Која беше темата? Не сум сигурна дека имаше тема, мислам дека ние сами ја смисливме таа тема, бевме некако инспирирани од местото и од контрастот на последици на војната и проба да се скрие тоа под некој си бој. Така. Работиш и на адаптација на расказот Отров на Влада Урошевиќ, The One Who Paid Our Rent. Што ти беше важно да отстраниш, а што да акцентираш од расказот? Имаше повеќе замисли како да ја прикажеш мистериозната девојка во триадата помеѓу писателот и музата? И девојката? Тоа е адаптација, значи. Да. Мислам дека не е многу сменато од расказот тоа. Не беше многу сменато. Таму ми беше најинтересна соработката со таа екипа конкретна, со тие тројца актери. И локацијата што ја најдовме, што беше така доста мистериозна и ретка за Скопје. Да, значи тоа ми беше како за самата соработка со нив ми беше онака нешто што го памтам како најинтересно. Интересното дело од Кројачи 2015-та, колку предизвик беше да се скрои овој филм за ликовите кои ги реализираат нивните притаени пориви кај кроачите со вокабуларот на немиот филм и со физичката експресија на актери без говори кај рони на реплики. Колку предизвик беше тоа? Тоа ми беше забавно ми беше пред се да го испробам. За прв пат пробував таму со звуци, експериментирав. Во принцип, повеќето од филмовите на студии за мене биле еден експеримент во многу насоки. И мислам дека тоа е многу битно да се прави во текот на студии. Точно, значи ти не можеш да се стремиш да правиш као, не знам, филм за Оскар. Добро. Едноставно ти треба да видиш што свет ти нуди ова што си го избрал да го правиш. И тука имаш целосна слобода. И да, едно од тие, нели, експерименти ми било и тоа, дај да видам да пробам што значи тоа да реконструираш звукот нула на еден филм. Покрај експериментирањето, Фрихакс тука да го напоменеме, тука снимаш метафилм, филм во филм, истражувајќи ги заемните врски на играта со
играната со документарната форма. За прв пат тука го гледаме тој судрž што го правиш. Колку документаристиката подлегнува тука на манипулација со оглед на тоа што е составен дел од сценариот. Нели каде во Фрихакс. Да. Каде што го злоупотребуваш документарниот медиум со оглед на тоа што го разубедуваш детето да говори во камерата што сакаш да говори. Колку е подложна тука документаристиката, играњето со играната и документарната. Да, епа тој ми е ствари прв филм во кој што сум го испробала, тој контраст на играно и документарно. Така. И да, детето е натурчик, нели, тотално. И сите тие ликови што ги сретнавме во паркот исто, и тоа беше на пример таква моментална реакција, како ајде одиме да ги снимаме, исто така и самиот момент што на Наталија дадов камера во рака она да снима. Добро. Мислам дека повеќе од актери ве снимаа, не се сеќавам. Значи тоа беше таков еден експеримент, ајде сите да бидат инволвирани. Добро. И самиот момент што ликовите во тој филм прават видео некакво, што треба да им донесе финанси, еден коментар на како функционираат одреден тип на институции и организации. А уствари што ставаат позади. Што се случува зад камерата, од екшен до кат има многу работи кои што забележуваме во овој филм. Интересно поигрување имаш тука со доста комични секвенции. Students е краток филм тоест среднометражен филм за индивидуалните мравки кои напуштаат колонијата како што потенцираш, заедно каде што со Ирина и Марија патувате во сад и го документирате овој експеримент со тоа дали може да преживее единката препуштена на себе си. Колку беше тешко да се остане објективен кога и самата си субјект на делото. Епа немав јас таква намера. Тоа се случи некако спонтано, не поради среќна околност. Така. Да, моментот кој имав сообраќајка таму, тоа за мене беше најклучен момент да видам прво колку сум спремна за филм. Добро. Колкава храброст имам за еден филм да направам, нели? Добро. И во тој момент ми беше исто клучно да ме тргне од стравот. Затоа што, нели, додека се случуваше операцијата, имајќи камера во рака, едноставно не осеќав страв. Така. Што ќе се случи со мене и со целава ситуација. Имаш безбедноста на објективот. Да, ти си субјектот на некој начин. Ама да, мислам тој филм ми беше најголем тест во целокупно, нели, како беше правен, ми беше најголем тест за што значи еден документарен филм и колкава храброст треба. За да се комплетира, дефинитивно. Еден твој друг филм Езеро од јаболка, работен заедно со Љубомир Стефанов, се актуализира од една друга проблематика денес, нели, со појавениот дополнителен понор на Преспанското езеро. Разработувате еколошка тематика која го тангира не само животинскиот свет, туку и луѓето. Што се случува со рибите во Преспанското езеро и колку беше тој филм вежба за усовршување на методите за снимање во природа? Па, тој беше, нели, прв наш заеднички проект во Корежија, кој што и ни покажа дека имаме капацитет да продолжиме со соработкава и на Ханилет. И беше многу интересен принцип на работа, бидејќи тој филм вклучува не само документарен аспект, туку и стоп анимација и нарација. Има многу елементи, многу е шарен. Богат. И секој од тие елементи беше приказна сама за себе. Филм само за себе, буквално. И таму беше најголем предизвик како да се спојат сите тие форми. Значи, како една тема која што буквално јас првото нешто што го добив за тој филм беше една табела со податоци. За преспа. Сувопарно, така. Значи, табела со бројчиња, колку јаболки се фрлаат, колку локалци, колку. И беше кажано, окей, од ова треба филм да се прави. Супер. Каде действија субјекти? Да, тоа е тоа. И сега тука почна тој процес на истражување, бараш прво локалци, па тука си дадовме за право со локалциве да ги облечеме, нели, да им створиме еден визуелен идентитет кој што ќе биде многу препознатлив. Тоа го направивме со цел да биде препознатлив за анимацијата.
Да на може која што преминот работевме. да биде поедноставен. Добро. И супер. тој беше огромен експеримент, што не се знаеше дали ќе успее. Многу долга работа на процесот. Како да се најдат тие прави кадри, како да се представат тие локалци, за да после тоа се претопи во стоп анимација. Стоп анимацијата сама по себе беше пекол, нели, Так, цел тоа процес е на работа. измачување Никој од нас само немаше по тоа себе. искуство со тоа. Па од дизајнот на тие ликови од дрва изрезбани, уметник што прави накид, ни ги правеше. Па како да се движат, како да се вклопат сите заедно во иста сцена, нели, сето тоа беше само по себе. Спојна две макотрбни професии, долгогодишното документирање и долгогодишната стоп анимација, значи што друго, мислам. Да, ама беше најинтересен момент на спојка на позадината од која што јас доаѓав. Една многу шарена, нели, позадина во експериментирање на различни жанри и форми. Добре. И љуба кој што доаѓаше од 20 годишно искуство работа со теми поврзани со животна средина. Так. И се од тоа, тука треба да се направи една спојка која што од една страна ќе ги содржи сите аргументи и порака за Преспанското езеро, ама од друга страна ќе има едно богатство на филм, значи ќе има визуелен печат, да. И така, мислам, гледајќи колку тоа успеа, всушност ние беше подготовка за да. Супер. Поло е, како што веќе го напоменавме, краток игран филм за справувањето со уличните кучиња кои не се згрижени, туку фрлени покрај река на почетокот на филмот, потенцираш припуштени сами на себе. Дали ние ги гледаме само несаканите последици во филмот, каде лежи коренот на проблемот? Кој што го работи? Значи, Поло и третманот на една конкретна институција за еден одреден проблем, тоа е нешто кое што и во Фрихакс, нели, се случува и е тема која што ме засега. Некакво општествено лицемерие кое што, знаеш, многу е пострашно да се декларираш дека помагаш, а во позадина да оставаш хаос, отколку да си убаво на камера да изгледа тоа, така? Да, буквално. И таму целиот тој однос на, нели, приказнава која што опаќа е многу едноставна, нели, имаш една организација која што би требало да се грижи за тие улични кучиња, која што се обидува да го реши проблемот, а во позадина создава поголем проблем. Така. И тоа е еден символ за сите типови на на такви институции. Само по себе, на пример, јас многу истражував тоа за кучињата како вид, како дошле до тоа што дошле, нели, бидејќи е многу неприродно. Бидејќи не постои ни еден друг вид, животински вид, кој што се има сменото основната функција, не функција, него основното место во синџирот на исхрана. Значи, тоа е единствениот вид кој што се има прилагодено и адаптирано од месојадно во сештојадно. И тоа е фасцинантно, само како појава и затоа е многу слично на човекот, нели, со способноста за адаптација. И не случајно ми е баш избран, нели, баш избрана како тематика градското куче скитник, затоа што алудира на човекот. Нормално. Човекот. Океј. Работиш и музички спотови за да заокружиме овој дел, како уште еден аспект на режирање кој што го обвиваш. Cold Chess го имаш работен видеозаписот за бендот кој што за жал не постои повеќе, меѓутоа постои твојот визуелен печат кој што го имаш дадено, со наративна драматуршка поставеност, блиска на седмиот печат, во поглед на масата и изведбата на шерновската табла. И прашањето ми е колку е возможно да дојде до израз авторската визија кога соработува со туѓа музика на која што потребно е соодветно визуализирање. Јас немам многу спотови работено, значи имам на 2 спота работено, тоа ми беше еден од првите, уште на факултет. И самата песна беше инспирирана од седмиот печат и тоа беше и концептот на спотот, нели? И уствари мене ми е секогаш многу интересно да добиам инспирација од некаква туѓа визија, нели, во она што го прави. Значи,
Он има многу интересен концепт, мене ми се свиѓаше тоа целото со седмиот печат, нели текстот што го има. И тоа излезе нешто, нели, што впечатливо, да. Дефинитивно има силен визуелен печат. Хаусот на Роки Роуд исто така има силен визуелен печат, затоа што тоа е сосема поразлично дело, кај што е Едвард Сизерхендс и Дон Кихот се на авантура кај Голдилокс, технички, ако може така да го сумираме. Како дојде по соработката со Маја Лавел? Тоа се случи после едно снимање во Белград, кое што беше значи како еден трейлер снимен за долгиот филм кој што сега ми престои да го работам. Супер. И таму соработував со продуцент кој што работи долго време на спотовите на Маја. И бидејќи имавме еден ден снимање, имавме неверојатно соработка за еден ден. Браво. И после тоа продуцентов ме препорачал на девојка затоа што сакала да направи спот. И многу ми беше драго затоа што таму го открив еден од актерите со кој што сакам да соработам на долгиот филм. Што беше Дон Кихот. Така. Добро, не е многу лесно да се најде Дон Кихот, мислам Тери Гилиам се мачеше со децени да го најде неговиот Дон Кихот, така што најдеш еден Дон Кихот не го пушташ. Тоа е дефиницијата, уникатна. Се надевам ќе преживеа. Така. Ќе биде жив. Тука ќе направиме кратка музичка пауза и потоа се враќаме да разговараме за Ханивент. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, емисијата Данс Макабра, 430 издание, со мене во студиото е режисерката Тамара Котеска. Во овој сегмент на емисијата сакам да позборуваме за Медена земја, долгометражен документарен филм за борбата на последната европска пчеларка Атиџе Муратова против пчеларите номади кои се закануваат да ја нарушат рамнотежата на екосистемот во природата со нивното безобзирно однесување. Кажи ми, првично сте замислиле, колку што знам, да снимате филм за Брегалничкиот регион. Која ви беше идејната замисла за тоа дело? Како појдовте? Тоа требаше да биде краток документарен филм за заштита на животната средина околу Брегалничкиот регион. Добре. И тоа беше единствената насока. Исто така почнавме со истражување. Добре. Неколку месеци траеше истражувањето. Добре. И значи кога ја најдовме фамилијата цела на Атиџе, значи Љуба пред се тие луѓе ги знаеше и многу порано, браќата на Атиџе конкретно. Добре. И знаеше дека и постојат некои пчелари таму, нели? Добре. Сега ние во тој регион ги заприметивме за прв пат оние дупки што се во филмот. Така. И од таму тргна некако цела инспирација, затоа што тоа е нешто кое што стварно е многу фасцинантно. Посебно за наш регион, нели, да ги видиш тие како некои нели чудни ископани дупки во карпи, па внатре медот и сето тоа. Но кога ја среднавме нејзе лично и за прв пат јас се сеќавам онака кога влегов во тоа куќичето кај што беше мајка ѝ, еден од најголемите шокови во животот ги доживеав. Така. Со моментот значи, кога тоа беше прв пат таму кога стапнав. И единствен пат кај што така си имам убиено од плачење. Не можев да исконтролирам тој момент. Значи влегуваш внатре, не очекуваш, не знаеш дека внатре има човек. Така. И буквално се вртиш и гледаш пред тебе на нешто чудно, не личи ни на човек, буквално лежи. Така. Значи огромен шок, нели, разлика од сте што си видел претходно. И знаевме тој момент дека тоа е тоа, значи ја следиме оваа приказна. Значи дефинитивно првата одлука беа пчелите, а конкретно со нејзе, а не со незините браќа што живеат во Дорфулија. Се случи кога отидовме и кога видовме како живее и така, а кои па карактеристики ги поседуваше Атиџе со што те убеди дека лежи документарен филм во незиниот живот?
Можда смешно ќе звучи, ама со песна. Океј, не е смешно затоа што очигледно е Да, значи сака таа да жена, пее од душа. Да, секој човек што ќе го види прв пат во животот почнува да му пее. Океј. И песната што му ја пее е смислена за тој човек. Значи добре. ти можеш да ја кажеш кој сакаш збор и она ќе смисли песна. Океј, супер. На тој збор. И значи за да видиш ти некој кој што во таа пустелија и таа смрт таму што владее, ти излегува со една таква харизма, со една таква песна Така. секој ден. И не ти е јасно до ден денес, мене стварно не ми е јасно како од каде таа жена црпи толкава среќа. Да, и енергија, да. Знаеш, и тоа е застрамувачки за една огромна апатија која што се случува во нашиот град моментално. Знаеш, и моментот колку се повеќе владее некоја општа депресија. Кога ќе ја видиш нејза, едноставно викаш, не, да молам, кога не ми збори. Така. Знаеш, види го ова. Природен импровизатор е. Со други зборови. Заради тоа што кажуваш дека може од се да направи, да ја најде убавината на се, да ја најде убавината во секоја единка. Ја следевте неа и незините справувања со пчелите со години. Какви беа условите за снимање на филмот за тебе и екипата? Ова е сумирање, услови, да. Да, па, ние сите во тој момент дојдовме од сосема различни страни прво на светот. Така, фер. Нели се собравме тука за прв пат, ајде, ние сме екипава. И не знам, да сите бевме, сите го сакавме на некој начин тоа, значи сите бевме тој тип на луѓе кои што сакаат таков тип на авантури. Добре. И од таму тргна се, значи ние не ги гледавме условите како нешто кое што е премногу страшно. Нормално сите нас не болеше тоа во еден момент. Јасно. Кои болвите, кои пчелите, кои грбот, кои студ. Да. Ама во принцип едноставно сите ние уживавме во тој процес на работа. Значи таа слобода која што имаш во еден таков процес. Во било кој поглед на време, на простор, на работа, стварно е реткост. Сега, хипотетички, што ќе се случеше доколку не дојдеа соседите и не настанеше конфликтот во делото? Ќе беше Ханиленд сведен на кратка форма, или? Тоа прашање не знам. Така? Тоа прашање не го знам, затоа што ние веќе почнавме да размислуваме во каква форма ќе биде овој филм. Океј. Пред да дојдат. Така. Откако дојдоа и откако дојдовме ние до тоа решение, нели, после неколку месеци дека одиме со нив. Добре. Веќе не се ни запрашавме што би било доколку не би била таму. Се isfrли кратката форма, веќе се идеше строго на долгометражно остварување. Сега, верувам дека сте се соочиле со ситуации кај што мора да бирате дали ќе бидете човек или ќе помогнете на детето, например, кое се дави, или ќе останете непристрасни и нема да интервенирате за да се сочува интегритетот на делото. Тешка беше таа одлука? Па сега, за тој конкретен момент многу луѓе коментираат, гледам. Океј. Прво да го објаснам конкретниот момент. Снимателот таму беше многу далеко, беше со телеобјектив и не беше ни возможно да го направи тоа. Претпоставам дека да беше поблиску, инстинктивна реакција ќе му доеше да го направи тоа. Јасно. Но општо земено во такви ситуации, пак ќе го повторам моментот, доктор неплачена операција. Точно. Значи, тоа е една професија која што захтева друг тип на спремност. Така. И за да се покаже тој свет, значи, што е битно ствари во тој момент? Битно е дали ти си ја земаш улогата на моментален спасител, на нешто, или сакаш со една поголема порака да пробаш да спасиш повеќе работи. Така. Значи, да ја кренеш свесноста за многу повеќе нешта. Така да, значи јас во ниеден момент не сум се гледала себе како спасител на нечи живот или како некаква хуманитарна организација. Значи јас имам јасен избор во животот што сакам да бидам и таа функција, да. И го правам нештото на начин единствен начин кој што може да биде направено. Така.
за да биде уште еднаш објективно и веродостојно на Да. документаристиката што Да, го и пред се дозволува. најбитниот момент е дека за мене на пример како автор, така. црвената линија е до таму до кај што ти дозволува протагонистот. Така. Ако ти не му ги рушиш неговите граници, никој нема право да коментира за дали тоа е етички или не етички. Така. Значи, доколку тие луѓе така живеат, тоа е нивен избор. Јас само го пресликувам нивниот Точно, избор и им го точно. носам на светов да го широка види. аудиториум, точно. Имаше Атиџе некаков услов за да даде согласност за снимањето или немаше? Некаква рамка во која што ти постави за во поглед на снимањето? Не. Предпоставувам дека Никој од нас немаше рамка за ништо Добро. тука. Океј. Колку мајката на Атиџе беше свесна за снимањето? Делумно. Така? Имаше сцени во кои што не ве перцепираше дека сте присутни? Или? Па голем дел, да, значи Атиџе и кажуваше дека дојдоа некој, Така. но она тоа сето го става во исти кош, нели дошле некои гости тука. Така. Да, некој има внатре во коливата, ама она не беше способна да перцепира, резонира, да нели да искоментира. Така. Да. Колку пат беше тешко да се добие довербата и од двете фамилии за да може да се отворат пред камерата, конкретно ова за соседите се однесува. Да, со нив беше многу потешка целата работа. Има огромен отпор пред се поради конфликтот што го имаа со Атиџе. Така. Ние бевме нели од страната Од на незината. Атиџе, да. И имавме такви моменти, немава со камења на чешма кои идавме вода да полниме. Океј, добро. Да, Во градинка имаше се вратевме. некои такви моменти, ама полека некако не прифатија. Најверојатно поради самото наше присуство таму, сите обиди да се искомуницира со нив. Време требаше за тоа. Огромно време. Предпоставувам, да. Имаш уловено и сцени во кои што деца се соубоди од пчели, имаш породување на животно во кадар. Тие сцени не можеш да ги предвидиш, туку мораш трпеливо да ги сочекаш. Имаше ситуации кои што позитивно те изненадија дека ги уловивте на камера додека снимавте? Да, фала Богу. Шок, да, мислам, имаше многу шокови за нас. Едноставно се случува и ти одиш и снимаш и не можеш да веруваш. Што се е случува, фатено. да. Ама тоа е сето дел од нивниот живот и ти го прифаќаш како таков. Едноставно тоа е. А инаку за конкретно еве на пример за пораѓањето на телето, тоа за мене беше најголемата коинциденција што се случи, затоа што во 3 години снимања тоа го чекавме да се случи, бидејќи има многу крави. Океј, така, една ќе биде најверојатно. Да. И секогаш се случуваше или пред или после, откако ние сме таму. Океј, добро. И колку и да се обидувавме да отидеме и да го начекаме моментов, бидејќи ни требаше во филмот, тоа не се случуваше. Така. И на последното одење таму, во 4 дена се случија сите работи кои што ги чекавме 3 години. Океј. Да, едно од тие беше ова. Така. Едно од тие беше исто така една од ситуациите со Атиџи и Муза во пештерата, Така. кој што беше за нас многу фасцинатна. Значи, бидејќи тогаш Музо се отвори за прв пат на тој начин. Така. До тогаш беше тотално затворен, едно детиште што не ќе да соработува. Така. И во тој момент едноставно не знам што се случи со него, ама така се. Понесен беше Да. од ситуацијата. Вау. Ајде сега да продискутираме за еколошкото рамниште. Од една страна ја имаме грижеливоста на Атиџе и незината девиза, нели пола за мене, пола за пчелите, а од друга соседите водени од алчност во обид за справување на последиците во кои што се наоѓа семејството. Колку себичноста на човекот знае да биде непријател на природата? Па главен избор е во секој случај. Така. Бевте сведоци на лице место на Да, но тоа е нивната себичност, не може ни така да се нарече тоа, затоа што тоа се луѓе кои што имаат 8 деца. така. Тоа е, значи, она дури и најбезболен пример на себичност. Така. Значи, Пожртвуваност е веќе во тај, да, во тој аспект, ако се стави во тој калап. пожртвуваност. Тие луѓе треба да служат како еден пример за сите нас, кај сме, што правиме и докаде иде нашата себичност. Да.
Сега соседите се олицетворение на капитализмот и експлоатацијата, доколку не би биле расипници алчни за повеќе од тоа што ни треба, не би биле во оваа ситуација, не само тие, зборувам во глобално рамниште. Ако не украдам јас, ќе украде некој друг. Тоа е таа македонската девиза која што се наметнува и верувам дека и на многу гледачи им поминува низ главата и во други дадени ситуации на животот се поставуваат во таа, ако може да украдат, зошто тие да не украдат, да не го направи тоа некој друг. Дали кога еден ќе го прекрши тоа правило на природата, сите ја плаќаме цената воопшто. Да, нормално дека да. Значи сите сме жртви на тоа себично несување. На сами себе. Да. Има документарци, како например Колони, кои што го разработуваат Colony Collapse Disorder, односно исчезнувањето на милионите пчели со дополнителните болести. Сега, каква закана представува оваа појава на пред се на болестите и за екосистемот? Тоа е едно прашање кое што не може конкретно да се поврзе со Ханиленд. Толку многу бидејќи ние обработуваме темата на човечкиот фактор. Така. Го приказнава. Така. Конкретно. Јасно. Значи, како... Мислам, не се работи за пчелите. Точно. Тука. Се работи за сите аспекти на природата. Пчелите се само едно нешто, како дел од тоа. Така да, целава идеја со Ханилен не ни беше нас ориентирана на конкретниот проблем со пчелите, Добре. туку на потенцијалните уште илјадници проблеми кои што ќе настанат. Благодарение на свирепоста на човекот пред се. Сега, визуелната поезија на кинематограферите Самир Љума и Феми Даут е супериорна во ова дело. Како успеавте со DSLR да ги извадите овие прекрасни кадри? Па, со било што можеш да ги извадиш доколку си, нели, ги имаш сите други аспекти. Го имаш ликот, правиот лик, правата локација, си доволно трпелив да изчекаш да се случат работите. Така да камерата во овој случај е само еден, не знам, еден медиум. Алатка за да се достигне сето тоа. Меѓутоа, ги имавте зацртано сите тие планови за доловување натиџе на сределива, да доловување по карпите, предпоставувам дека... Да, секако дека да. Дека локациите ги имавте избрано и пред се кадрирањето кое што намераваш ти да го опфатиш. Некоја кадрирањето беше многу зависно од моментот. Значи, има работи кои што се, нели, свесно искадрирани во однос на што сме виделе претходно. Значи, ако ние гледаме атиџе дека секој ден она патува на истото место, ние нормално дека тоа место ќе го обработиме од сите аспекти. Како да се представи. Кој е најдобар начин, да. Да, но пример е таков еден пример е овој култен кадар кој што ни е на постерот. Така, добре. Кај што Музо и Атиџе одат заедно по ридот. Тоа е нешто кое што е пробано кој знае колку пати. Добре. Значи, да се најде правиот момент од денот, правиот рит, правото за идисонце. Сонцето, да. Затоа што тоа го прави цело време и ти дозволува. Рутина е, да. Буквално, значи тоа активностите кои што ти го дозволуваат тоа, ги правиш на тој начин. Но имаш наспроти тоа ситуации во кои што не можеш да помислиш на било какво кадрирање или план. Така. Например, куќата на Атиџе е невозможно да ја обмислуваш низ. Точно. Планови. Само нема еден да, тоа е совршениот кадар, тоа го направил мислам светот околу нејзе. Точно. Тој го има. Сценографијата е од самата локација создадена. Да, а со фамилијава, мислам да не ни дискутирам дека немаше простор за кадрирање. Нема, на рака снимаш и тоа е тоа. Добро, натуралистички. Ако преживееш. Да, во зависно ако избезнеш шрапнели од камења. Има неколку значајни макросцени со пчелите, во една е прикажана нивната меѓусебна борба за живот. Колку инсектите ти користат во филмовите да го символизираат човечкиот поредок и да сведочат за неговите аномалии? Ги имаш и во ЕНЦ? Да, па не ми се свесно избрани дека сакам инсекти да бирам. Добро, окей. Ама интересно е, јас до пред некое време ствари не бев свесна дека многу бирам како тематика понашањето на животните и луѓето, нели како некоја паралела. И онака тоа ми се допаѓа. Да, и на сите. А несвесно го правам на некој начин, го бирам.
ама очигледно е нешто што ме фасцинира, затоа што Те води. наспроти нели некоја си социјално лицемерие, има еден момент кај што не, као сите ние сме уствари животни, само треба да се препознаеш кај си. Во Студентс ми беше свесно избрано тоа, многу свесно. Откако го имав материјалот и се вратив од таму, и некако во некои од тие снимки, особено од протестите, снимките, го препознав тој момент на мравките, на социјално понашање. И не знам, и стана интересно во тој поглед, почнав да истражувам, да гледам документарци на темава. И сватив дека нарацијата која што ја има во голем број од тие документарци за мравки е идентична како она што се случува во материјалот кој што јас го имам. Така. И тоа ми беше идејава, дај да почнам во таа насока да разгледувам. Одлично. Зошто се иницијално одлуката ви беше Fly on the Wall документаристика да се прати, не размислувавте за Talking Head документарец? Никогаш, така? Не. Значи иницијално тоа беше тоа ќе биде. Не, имаше некои размислувања за нарација. Имаше дефинитивно. Каква ќе биде таа, уште не знаевме, нели? Не сакавме да биде тоа нарација од Атидже конкретно. Така. Мислам, правејќи го Езеро од јаболка, со сите тие експерименти во него кои што успеале, не ни беше страф многу тоа дали ќе ја најдеме формата, само што бевме многу повеќе спремни да бараме форми, нели? Така. Се уште до моментот додека не дојда, нели, фамилијава. И откако завозевме со нив, веќе беше јасен стилот што ќе се веќе беше дефиниран. Да. Сега филмот има дестилирана монтажа на Атанас, кај што се кршат границите на документарниот филм, кој се структурира во играна драматуршка форма. Сега доказ за тоа е нели номинацијата на документарен филм во интернационален Оскар, што е реално во играна конкуренција низ годините. Зошто се одлучивте за тенчење на границата помеѓу овие две форми? Од многу причини. Добре. Практични. Добри и лоши. Океј, добро. Да, значи од мака и од можност. Добро. Материјалот даваше апсолутна можност да тоа се направи, но ние од моментот кога таа фамилија влезе во приказнава, веќе многу јасно знаевме значи со која цел ние секој од тие одења, што снимаме конкретно. Значи ние веќе имавме приказна на која што работевме, веќе имавме тритмент создадено на кој што можевме да, нели, да го направиме тоа снимање. Супер. Подоцна во монтажа беше прашање на тоа дали ќе се докаже дека пристапот е правилен или не. Така. Дали може од она што сме го изработиле до сега во снимање да се создаде една таква класично филмска драматургија, нели? Така. Играно. Да, исто така тоа дојде и од мака. Добре. Затоа што ние, нели, работевме со турци, не го знаеме јазикот. И за да преведеме 400 сати материјал, требаше да чекаме уште една година за да почнеме со монтажа. И тоа беше невозможно. Така да моравме да најдеме начин како ќе почнеме. И ета се најде тој начин да значи да не тргаме од материјалот во смисла дај сега да го измонтираме дел по дел, да земеме снимки па да ги монтираме, да ги пробуваме, туку да пробаме да си поставиме еден таймлайн од саат и пол и да го исполниме. Добро. И нели имаш со логичка, имаш заплет. Така. И тоа се види дека многу повеќе функционира и тоа ја даде богатата визуелност што ја носи Ханиленд, бидејќи ние значи монтиравме без звук. Така. Строго визуелно. Тоа ни даде можност да видиме дали тие информации ја дава дали тоа едноставно е правата информација, дали човек може да препознае што се случува. Така, без да има дополнителна нарација, без да има дополнителен говор. Дали е доволно јасна е таа визуелна поезија која што ја пратите, добро? И после едноставно добивањето на преводот само го збогати целото.
само го потенцираше тоа веќе што ви беше утврдено, сакаш да кажеш. Добро. Да. Напомена 400 часа имате снимен материјал, имаше сцени кои што не ги употребивте, а тие мака што ги сфрливте во оваа Да, целина? како не си. Добро. Премногу. На некое бонус издание на нешто да ги планираш некогаш некаде да се дополнително пролонгирана долга верзија на филмот или Ако нема? влеземе пак во тој материјал нема да излеземе. Океј, добро. Океј, меѓутоа има сцени кои што Да, има многу. се сами по себе Многу впечатливи, сцени. меѓутоа претпоставам дека го натежнуваат делото и го разводнуваат и го развлекуваат. Да, и не само тоа, туку има, на пример, еве еден пример таков. Долго време во монтажа бевме убедени дека филмот ќе заврши со една сцена, една пролетна сцена, бидејќи сакавме нели да го направиме тој круг од една година, од една така. сезона. Имаше една прекрасна сцена каде што се е расцветано и Атиџи кине цвеќе на мајка ѝ. Така. Оди да го донесе, но бидејќи она не може да го види нели што се случува Така. и почнува со раце да го пипка цвеќето и да го мириса. Така, со другите сетил. И тука има еден прекрасен диалог меѓу нив, изгледа фасцинантно сцената визуелно. Така. Меѓутоа во меѓувреме се случи да мајката Така. почине Така. и тоа целосно го смени концептот. И едноставно веќе на таа сцена и немаше место тука. Јасно, колку и да е убава, Да, колку и колку и да е да убава. функционира за самиот филм, едноставно Да. друга насока веќе имате одбрано и нема место во рец. Музиката на Фолтин ми е воочлива во влезот и во излезот од филмот, што беше пресудно да представува ненаметливата музика на бендот. Да, па музиката беше една голема дискусија, затоа што реално Ханилен дозволува Хан Зимер музика. Апсолутно бомбастично. Трпи како ништо, нормално. Да. Прашањето е што со тоа ќе добиеш. Значи, ние свативме дека ќе се изгуби една суровост на тој живот кој што го живеат. Така. Непотребно ќе се потенцира спектакл, нели, Што она, веќе е воочлив од игран. визуелната сцена. Да, ама ако му допринесеш на тоа и некоја, нели, Оркестрација бомбастично. оркестар, делува, тука ќе добиеш еден вештачки игран филм. Непотребно игран Да. филм. Патетично. Да, а изборов на музика од Фолтин, особено тоа што е само со гласови, еден од најдобрите избори што можеше да се случи, особено за крајот, затоа што значи прво гласот како инструмент сам по себе ја покажува истата моќ на она што овој суровината на овој материјал ја нудеше. Значи буквално што нуди самата реалност, што Така. нуди само гласот на човекот како инструмент. Кога ќе остане сам, да, на себе Да, си препуштен. Као некоја паралела. А крајот на Ханиленд, нели со тие мешани гласови, за нас повеќе представува како автори една надеж, која што произлегува од, значи, ако ти ја гледаш цело време Атиџи во една самотија, тие гласови на некој начин го потенцираат моментот дека она може би е сама, но не е осамена никогаш. Така. Она Баш и ги поради содржи во песната, себе сите тие ликови, сите тие доживувања, Доживувања, да. впечатоци, да, таа веќе е комплетна личност, меѓутоа не се присутни покрај неа, меѓутоа живи се секогаш во нејзините сеќавања и ги отворува во песна пред се и тоа е убаво илустрирано. Меѓутоа забележав дека и ти се соочи со нив, а и јас се обидував што е можно да ги анулирам влијанијата на социјалните медиуми кои што ги има во поглед на одредени недоразбирање и неискуство и неукос што има на гледачите во поглед на филмот. Се обидуваш и ти во дадени ситуации да интервенираш, меѓутоа очигледно некој гледач има своји идеолошки поимања кои што сакаат да ги наметнат на филмот или да го стават во некоја рамка, на некои нивни убедувања, кои што јас конкретно ги занемарив и не им дадов на никакво значење. Ти се обиде да објасниш, беше не сватено сето тоа од страна на XY персони кои што уште еднаш ќе ги оставиме на страна. Прашањето ми е колку социјалните медиуми знаат одреден дискурс да го искриват или насочат на промовирање или депромовирање или депласирање на одреден филм? Па многу. Многу. Да, и мислам да видиш ти дека главните недоразбирања се случуваат во сопствената земја е многу жално. Крајно дефетистички е и срам ми е да го спомнам, меѓутоа морам да го напоменам како еден
фактор на негативното однесување кој што меѓу себе си го имаме. Наместо да се радуваме за убавината која што ја носи филмот, ние го ставаме во некакви си рамки кои што не одговара никому и не се ни потребни тие фрлање камења еден на друг. Па не знам, најстрашно тука е, например, како никаде во светов немаше такво некое непотребно вештачко интелектуализирање на елементи од филмот кои што буквално немаат тотално за погрешно сватени, немаат такво значење. Извадени од контекст, извадени од контекст, да. Која е националноста на Атиџа, мислам, не е тоа тема за дискусија воопшто. Да. Да, тоа е жалното малце, ама мислам од друга страна е и логично тоа, затоа што секогаш едно дело е најосудувано дома. Како и да го свртиш така, да. Тоа е проблемот со кој што сакала или не можеш да се соочиш. Дали знаевте дека поседувате исклучителен филм додека го монтиравте? Дали бевте свесни за бев. Големината на делото кое што имате? Да. Добро. Мило ми е. Сега започнуваме со Sundance, фестивалот Аранг, кај што најдобрите документарни филмови од светот се борат за вниманието на критичарите, а Медена земја не само што го доби, туку и го понесе со 3 награди, што е историски успех пред се за македонски филм на големите фестивали. Како гледаш на Sundance една година подоцна? Па клучно место било дефинитивно. Еден од најдобрите фестивали на кои што сме присуствувале со Ханиленд. Така. Клучно место за многу работи, за кои сме запознале, како почнале тие, како почнала дистрибуцијата на филмот, сите понатамошни промовирања на филмот, како го доживеала таа публика, нели, која што е од некоја средна Америка, значи Јута, која што има некаков символ кон пчелата. И тоа беше едно од тие прикажувања на филмот во Солт Лейк Сити. Мислам дека за мене ќе остане едно од најфасцинантните прикажувања на филмот. Тоа беше како да си го пуштил првиот филм во светов. Значи таа реакција на публика е нешто безценето. Сум мислела дека никогаш веќе нема да такво нешто да доживеам, да сведочам, како што сум слушала од почетоците на филмот. Така. Значи, луѓето, целата сала, буквално, секој човек дојде да се поздрави, да честита, да покаже емоција, почит. И сите до еден се наредија во редица и чекаа да пробаат од медот, што ние го носевме во една мала тегличка со чечкалици. Значи, буквално целата сала се изради со чечкалиците да пробаат медот. И во тој момент се чувствуваш како да, не знам, да си некој мисионер, не знам. Јасно, сакале да бидат поблиску до делото, што е можно повеќе. Ова им било само инсентив, еден чекор плюс како да се доближат до големината што ја виделе, нели? Тоа е дополнителен чекор за поврзување со делото само и афирмација пред се. Сега, Неон, предводени од Том Квин, Тим Лик и Елайза Федеров. Од Колосал ги знаеме како што започнуваат да работат, значи реално тие се нови искусни играчи, заради тоа што се искусни дистрибутери од други компании кои што оформуваат нивен нов аутшут, кои што ден денес земаат артхаус филмови кои се под нивна капа. Сега зошто се одлучивте да одите со овај искусен новајлија во дистрибуцијата на артхаус дела? Имавте други понуди и пред се што вклучуваше нивната со што ве доби? Тие беа првите кои што се закачија за Ханиленд, сериозно. И мислам ги истраживме, нели, видовме кои се што се, едноставно така тргна целата работа, немаше дилема тука. Добро. Значи не размислувате за други опции, едноставно беше на прва што пристапија. Добро. Ден за ден прикажување во киносали има дневна практика поради форволинг од студијата. Па со помош на хајпот, недела за недела, се додаваат по 10 на киносали. Филмот заврши на Hulu, како дигитална платформа. Сметаш дека максимално беше искористен потенцијалот на филмот за да допре до широките маси и со оглед на тоа што времето кое го имаше за прикажување? Да. Сметаш дека ја најде правата публика во САД? Да, апсолутно. Океј.
патуваше насекаде низ светот, запозна далечни култури и цивилизации. Кажи ми, на кои делови на филмот поинтензивно реагираа во другите земји, некаде каде се поистоветија повеќе со кои сегменти од филмот? Со оглед на тоа што беше и во публиката додека го гледаш. Имаше прекрасни реакции на многу различни места. Добро. Беше многу убаво да се видат тотално различни култури како реагираат на едно исто дело и како се препознаваат со различни аспекти од тоа дело. Како во Америка се препознаваат со капитализмот, како во Хонг Конг се препознаваат со самотијата, како во Нова Каледонија се препознаваат со заедницата, со комуната. Добре. Како функционира. И покрај сето тоа останува едно исто човечко чувство кон нештото, на иста емоција што ја пројавуваат. Добре. Што значи допира до универзалната порака до сите земји и нации. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза и се враќаме за кратко. Вие слушате Канал 103. Ова е 430-тото издание на Дансе Макабре. Со мене на студијата е Тамара Котеска. За крај само да потенцираме по завршувањето на Оскаровската фама, по представувањето на самиот филм, на едно на најзначајните достигнувања кои што веќе може еден филм да се пофали во домашната кинематографија, имаш еден успешен прв долгометражен филм. Сега тоа успешен, чекај. Прилично успешен, прилично, значи нешто што имаш допрено високи нивоа, висока платформа имаш допрено свој филм, чувствуваш некаков товар на грбот за повторно достигнување на сите тие успеси кои што ги има постигнато филмот, ти представува една висока цел која што сметаш дека во иднина секогаш ќе те споредуваат со Ханилен, со се што ќе правиш, или? Сега не можам да знам јас дали. Јас битно е јас да не се споредувам затоа што секое дело си има свој почеток и ти во тоа дело како автор си нов човек. Нормално со тоа искуство на грб, но не сме и со тој терет на грб да се оди. Значи, јас бар така гледам на тоа. Ханиленд е дело за себе, направено на одреден начин во одредено време, вложено во тоа, нели, огромен труд. Исход има. Сега за наредното дело приказната почнува од почеток. Јас тука заборавам дека сум бела страница корежисер на Ханиленд, заборавам дека има 2 номинации и тргам од нула. И почнам од нула да го правам. Супер. Едно од твоите идни дела е антологијата за македонските женски атлетичарки. Кажи ми колку мина ја составувате и која е конструкцијата, целта на филмот? Омнибус ќе биде? Таа форма ќе се поврзуваат помеѓу себе приказните? Значи приказните, тоа е еден многу добар проект кој што е започнат од Илина Арсова, кој што има успеано како неколку кратки филмови со различни спортистки од страна и мислам нели спортисти од секаде има вклучено. И сега концептов се спроведе тука со поддршка од агенција на филм, сега ќе почне да се работи. И се вклучени 5 режисери од кај нас. Секој има по една приказна и концептот е да се опфатат 5 елементи. Воздух, вода, оган, земја и љубов. Так, супер. И за секој од тие елементи, нели, една од нашите врвни спортистки која што го застапува тој конкретен елемент. Одлично. Нели, пливање, пукање, качување. Ќе се функционира и како еден омнибус. Кој го застапува, извини, љубовта која го застапува? Која спортска дисциплина? Ќе видите. Добро, окей. Ова е интригантно веќе. Супер. Да. Работен наслов има или? Нема се уште, но ќе се функционираат и како посебни, и како заедно, како омнибус, да. Окей. Man vs. Flog, моментално во предпродукција се наоѓа, предпоставувам, добро. Долгометражно дело, играно, во кое го истражуваш судирот на генерации помеѓу стариот родител, младата ќерка, со различни системи на убедување, и еден влогер, кој што си ги бара корените во која што можев да откриам. Што целиш да постигнеш во овој судир на вредности?
темата на филмот е судир на свет кој што не се менува, традиционален свет кој што се држи до некои вредности за кои што не се дискутира веќе, не се, нели, изумрени се сами по себе. Па не се уште, значи по тие вредности не спаѓа само една традиција. Добра. Спаѓаат и човечки вредности. Аха, добра. Значи зборуваме за два системи. Така. Некој традиционален свет кој што во себе си носи, нели, одредени убедувања Така. и еден прогресивен свет кој што постојано се менува и кој што не може за ништо да се фати, бидејќи цело време нешто таму има ново, кое што треба да се испитува. Супер. И сега јас тука као тема ми е интересна, нели, во овој филм да ги судрам тие два света. Да. И уствари да видиме што е позитивно и негативно од тие два системи на вредности. Секој од тие луѓе го застапува еден од тие системи, со тоа што таа ќерка е некоја си средна возраст меѓу двајцата екстремни ликови на старец и млад блогер. И е растргната меѓу тие два света. Да. И на некој начин најтешката одлука паѓа на нејза на крајот. Добро. Што ќе извади од едниот што од другиот систем. И на некој начин најверојатно и гледачот би требало да биде на тоа место на одлука. Добро. Тоа го очекуваме, значи, во текот на годината. Ќе го работиш, предпоставам дека наредната би бил во завршна фаза или како е планот? Не, 2021 би требало да се почне со снимање, се надеваме. Добро. Или? Сега е фаза на барање копродукции. Нели, сценариото во завршна фаза се работи така, значи. Така, Stuffed Life беше краткиот извадок кој што ти беше наменет за дополнително да конкурираш, предпоставувам, за него. Тоа е извадокот од филмот. Што ќе биде или? Тоа беше она што го спомнав во Белград снимањето, како се добро. Поврзавме. Тоа е дел од First Film First, една одлична работилница за филм. Во 4 етапи, во која што во секоја се разработува друг аспект од една играна идеја, една, нели, идеја за игран филм. Во првиот дел се разработува сценариото, во вториот дел визуелен идентитет, во третиот дел снимање и во четвртиот дел продукција. Така да тоа беше дел од нештото. Од проектот, добро. Што последно Тамара прочитала, слушнала, погледнала да препорачаш филм? Што ти оставило впечаток последно? Па последно бев доста окупирана со гледање на сите наши конкуренти. Океј, супер. Да, на сите документаристи кои што беа дел од номинации, дел од шортлист. Така. Незаслужениот победник. Па не би рекла дека е незаслужен победник. Добро. Тоа е една лично мислење. Долга дискусија. Добро. Но е еден од филмовите кои што би ги препорачала за гледање. Океј. Значи, во принцип, мислам дека оваа година беше особено силна за документарци. Од Санденс, почнувајќи наваму. Имаше гениални документарци кои што би ги препорачала, онака е Птен на Драго срце, кои што не влегоа во номинација. Пример? Пример Advocate. Океј, супер. И Midnight Family. Добро. За мене ти остана како најфаворити, дефинитивно. А од краткометражните, од номинираните, кои ти остави впечаток? Номинираните за Оскар краткометражните? Од играните или документарците? Од документарните. Најверојатно корејскиот. Така, тој беше... Да. Зачудувачки беше тој филм. Не знам како не успеа тој да добие, меѓутоа тоа е срцепарателно и приказна како може една држава да дозволи тоа да се случува и 3 години да се повторува. Тоа е фасцинантно беше. Сум морничаво и фасцинантно. Па добро, корејците се очигледно се разбудиле во свеста за за тоа што им се случува. Да. И контрапункт на тоа победникот.
Точно. Супер. Тамара, фала ти многу што беше дел од емисијата. Извини вака дополнително што те измалтретирав. Меѓутоа сакав да продискутираме за самиот филм и за сето тоа што ти досега го имаш работено. И посакувам многу успех со наредните остварувања, да ми доеш пак во емисија да продискутираме за нив, чисто од различните аспекти на кои што како течело создавањето и кое е нивното дополнително значење. И голем успех со хуманитарната цел што имаш за доближување на човечката димензија на твоите ликови и да ни го завртиш огледалото онака, да се погледнеме ние во него и да видиме што треба да поправиме на себе си пред да го посочиме прстот на другите. Фала. Фала ти многу. На крајот на емисијата ќе слушнеме Фолтин, како што текот на емисијата и слушавме. Јас сум Златко Ѓелевски и го затворам 430-тиот гримуар на Дансе Макабри, го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре, гледајте го Медена земја и останатите филмови на Тамара Котеска и не бидете алчни, земете пола за себе и оставете пола за природата. Чао.